Градот на Свети Никола со историската ризница од минатото поседува богато културно и духовно наследство. Во средновековните пишани извори првпат Овчеполе како област се споменува во 13 век. Свети Николе како централно место во Овчеполе датира од античкиот период, со надморска височина од 200 до 400 метри и континентални и медитерански влијанија. Ова е градскиот парк во Свети Николе, наречен Александар Серафимов, бранител кој што е загинат во конфликтот 2001 година, а зад нас е костурницата од Втората светска војна. Некогаш војводи, сега бранители. Спомен костурницата од Втората светска војна во градскиот парк е градена од бетон со каскадно бели мермерни плочи. По формата на градењето е изградено плато врз кое е поставен носач на споменикот, а завршува со шестоаголни геометриски фигури. Врз носачот е поставена фигура изработена од бронза како завршница. Впишани во историјата на мермерот се имињата на паднатите борци од градот Свети Николе: Јанко Јанков, Рахилка Гонева, Ангел Арсов, Васка Циклева, Ванчо Ангелов. Свети Николе се споменува и во даровницата на браќата Дејановци од 1378 година, со која се потврдуваат даровите на манастирот Свети Пантелеймон во Света Гора. Во 60-тите години на 17 век, турскиот патеписец Евлија Челебија на 2 пати предстојувал во Свети Николе. До 70-тите години на 19 век, кога патот за Солун минувал преку Свети Николе, тоа било едно од значајните економски места од левата страна на реката Вардар. Присуството на многу локалитети во Овчеполието, скоро 300 потврдени на археолошката карта и неколкократно повеќе неофицијално во целата котлина, која што е втора по големина котлина во Република Македонија, ни дава увид во постоењето на човечка цивилизација, живот овде од памти век до денес, односно некој 8000 години наназад, како што вели современата наука. Архитектот Николај Караташев, помајка Овчеполец, по татко Русин, во 70-тите години на минатиот век го креира првиот урбанистички план на градот, според кој старото црквено маало требало да остане исто. Тој ги проектирал домот на културата и споменикот од столбови на поранешниот мермерен плоштад, како спомен на старите цркви. Освен заштитникот на градот Свети Никола, карактеристично е празнувањето на Тодоровата сабота. Празникот е посветен на светиот великомаченик Теодор Тирон, кој настрадал во прогоните на христијаните од страна на римскиот цар Максимилијан. Овој ден се празнува во спомен на чудото што го направил свети Теодор Тирон околу 50 години по смртта. Непосредно пред почетокот на Великденскиот пост, византискиот цар Јулијан Отстапникот сакал да им напакости на христијаните, со што наредил храната што се продавала на пазарите да се испрска со крвта на жртвите кои им се принесувале на римските идоли. Меѓутоа, свети Теодор Тирон најаве му се појавил на цариградскиот патриарх и му кажал да им забрани на христијаните да купуваат храна од пазарите, затоа што таа ќе биде осквернавена со крв и наместо тоа цела недела да јадат пченица со мед. Патриархот така постапил и христијанските верници останале неиспоганети пред нивниот најголем празник. Во спомен на овој настан, првата сабота од Великденските пости е наречена Тодорова сабота. Во градот Свети Николе се слави и празникот Тодорица. Да. Кое е значењето и зошто е тоа така? Тодоровата сабота со векови е голем празник во Овчеполието. Тогаш се собираат не само овчеполци, туку и нивните роднини и пријатели, дури и селените од другите краишта. Уште од 70-тите години на минатиот век, нашето културно-уметничко друштво Јанко Глигоров соработува со други културно-уметнички друштва, па така на Тодоровата сабота во Свети Николе може да се види еден цел спектар од народни носи, да се слушнат сите македонски народни инструменти, како и посетителите одблизу да се запознаат со изворната фолклорна вредност на Овчеполе. По потекло од Овчеполието е и еден од најголемите македонски револуционери, војводата Тодор Александров. Тој голем дел од своето знаење и организацијски способности ги добил од неговиот учител Миша Развигоров. Овчеполци го нарекувале Развигоров овчеполски кнез, затоа што им помогнал малку да се подослободат од политичкото и економското робство. Во тие години Овчеполската котлина била крепоста на организацијата. Овде се чувале голем број од ресурсите на истата,
како оружје, пари, книги, злато, документи. Многу војводи и комити овде се одмарале, а и многу овчеполци активно учествувале во борбата за слобода на македонскиот народ. Староседелците се уште говорат за старата чаршија и многуте бакалници, фурни и занаетчиски дуќани кои што се наоѓале во неа. Поради изобилието на вода во речните корита до пред Втората светска војна во овој град имало повеќе од 10 воденици. Затоа што градот Свети Никола уште од дамнина се наоѓа на крстосницата на важни патишта, овде се уште се паметат големиот број на анови во кои што преноќувале патниците, трговците и кираџиите кои што минувале низ големото овчеполе. Првите пишани сознанија за шумите на територијата на денешната населба ги среќаваме кај големиот патеписац Евлија Челебија, кој што пишува кога поминал низ овчеполе кај населбата Клисали, место покрај црква, морал да изнајмува луѓе од локалното население за да ја сечат густата шума за караванот, за патеписецот да може да помине. Во Светениколската чаршија и ден денес, иако многу ретко може да се слушне дека освен скривниците од ЈНА кои што се наоѓаат под градот, постојат и повеќе подземни премини и тунели кои што поврзуваат важни точки во овој регион. Свети Николе долги години по Втората светска војна се стреми да се развие во урбана средина. Градежните активности, подигањето нови згради и населби, овозможувањето целосни услови за живот во еден град и изградбата на новите патишта во 70-тите години на минатиот век е причината за голем дел од сликата која што можеме да огромниот број природни ресурси кои што се присутни во Овчеполската котлина, силниот ветар кој дува од 4 страни, големите количини вода под земјата, присуството на термални води, како и огромниот број сончеви часови во годината, даваат повод за размислување доколку кон овие ресурси од непроценлива вредност се пристапи на начин соодветен за векот во кој што живееме и тие почнат разумно да се употребуваат. Тоа ќе придонесе за развојот не само на овој регион, туку и на целата земја.